Развој на нови капацитети на струја, дистрибутивна мрежа за природен газ, нови можности за индустријата, нови работни места се отвора патот за стратешки проект во енергетиката, кој ќе не приближи до енергетска независност и стабилност. Премиерот Христијан Мицкоски и председавачот на Казанџи Холдинг Шабан Џемаил го потпишаа меморандумот за разбирање најавувајќи инвестиции од 1 милијарда евра. Турската компанија ќе ги гради когенеративните гасни централи, кои покрај производство на електрична енергија ќе произведуваат и топлинска енергија со која би се загревале домакинствата во Македонија. Според шефот на владата, со меморандумот се испраќа јасен сигнал дека земјава има волја и план да го обезбеди својот енергетски суверенитет, како и да го заштити економскиот интерес на долги патеки. Проектот предвидува 3 главни компоненти: развој на нови капацитети за производство на електрична енергија, изградба на дистрибутивна мрежа за природен газ, како и мерки за зголемување на сигурноста во снабдување со газ. Ова не е само инфраструктурен проект, ова е проект што засега безбедноста, стабилноста и економската иднина на државата. Енергијата е основа за секој вид производство, за функционирањето на институциите, за нормалниот живот на граѓаните. Председавачот на Казанџи Холдинг, Шабан Џемаил, вели дека проектот е веќе готов. Се чека уште едно истражување, пошто ќе може да се почне со реализација. Разговорите за овој проект се започнати многу одамна. Проектот е веќе готов и сега ќе се направи едно истражување, пошто овој проект од 1 милијарда евра ќе почне со реализација. Овој развој на новите енергетски системи ќе биде под надзор на голем професионализам и се надевам дека ќе направиме голем чекор кон напредокот на енергетиката. Ова ќе биде еден стратешки центар на Балканот. Изградбата на когенеративните гасни електрани ќе помогне во борбата против аерозагадувањето, како едно од ретките трајни решенија за проблемот. Во игра се поголемите градови како Скопје, Тетово и Куманово, но и индустриските зони во другите градови. Според власта, интензивно се работи на подготовка на зоните за влез на нови инвеститори, а во текст се преговори и со други странски компании за ваков вид на инвестиции.